самата книга и сликата на неа изгледа точно вака. Во средината, благодарение на со нашиот уметник Маријан Пецев, решивме да ја представиме како главна личност мајката со нејната генетика, 6 генотипа и околу нас, секојдневно што не обкружува, тоа се сонцето со сончевите зраци, земјата, водата и воздухот. Благодарение на нив, ние можеме правилно да се градиме како личности и благодарение на здравата храна, значи да успееме да го одржиме нашиот здрав и правилен начин на исхрана и живење. Целокупната наша досегашна работа, секое трето лето книга може да придонесе да се живее правилно со адекватни физиолошки, генетски и други промени. Приложеното е тук. Имам 65 години, не ме сваќат погрешно, а тоа е врз основа на тие согледувања и на тие упатства кои ви се дадени во сите книги, тргнувајќи од првата, односно ќе речам од третата па до последната, бидејќи првата и втората беа повеќе за спортистите и така. Со нашата едиција природна и здрава исхрана, со логото сакајте се повеќе самите себе, ќе повторам, сакајте се повеќе самите себе, за да посветувате барем 30-35 минути за самите себе дневно, имате време, без разлика на што и како. Можете да го спроведете тоа и со храната, и со активностите, како што беше и претходно нагласено, 35 минути дневно шетање ништо не ви фали, дневно. Така да можете да се рехабилитирате и да уживате. Всушност, со новиот, значи, од сознанијата на сите тие 5 книги, со новиот ментален пристап и промената на културата на исхраната, да го продолжите животниот век и да ги исполните годините со живот, а не животот со години. Денешната промоција, значи, има како порака или геслото е секогаш примарните интереси на науката е да се помогне на луѓето за да бидат поздрави и повитални. Понекогаш укажувањата действуваат парадоксално, како што може да биде и случај со оваа книга, наместо да им се помага на луѓето. Треба поголемо време да се потроши, објаснувајќи го тоа што би можело да тргне наоколу.